Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Пописот на населението кој ќе се одржи напролет ќе обезбеди целосни, точни и релевантни податоци кои се основа за градењето стратегии и политики и за натамошен развој на државата и на економијата. Поречиси 2 децении без попис, во државата има недостиг од квалитетни статистички податоци, не само за вкупниот број на населението, туку и за точниот број на жители во секој регион, општина, како и за нивните карактеристики. Со пописот како независна статистичка операција ќе се соберат релевантни географски, демографски, економски, образовни податоци, етничко-културолошки податоци, миграциони и други суштински податоци кои се потребни. Преку пописот, почитувани, ќе добиеме целосни и детални информации во однос на тоа каква е образовната структура на населението, просечната возраст на граѓаните, населеноста на регионите и општините, ќе добиеме јасна представа исто така за структурата на постоечките индустријски капацитети, но и податоци за потенцијалите за иден развој на општините. Државниот завод за статистика ги има сите капацитети и е подготвен да одржи попис согласно стандардите и праксите на Обединетите нации и на Евростат. Истовремено, законското решение гарантира дека пописот ќе се спроведе исклучиво како статистичка операција, која никогаш повеќе нема да се третира како политичко прашање. Затоа, почитувани, позитивен сигнал е најавата на Христијан Мицкоски дека ВМРО-ДПМН се откажува од идејата за бојкот на пописот закажан за април годинава. Очекуваме разумот да преовладее кај сите и по цели 19 години Република Северна Македонија да спроведе попис без мешање на политиката согласно меѓународните стандарди. Секоја политичка партија, секој граѓанин, поединец, има обврска пред државата и граѓаните да ги поддржи процесите со кои институциите добиваат точни податоци за структурата на населението и домаќинствата, а тоа е возможно само со спроведен попис по сите меѓународни стандарди. Ви благодарам.